ова издание. Смена на власта во Грција. Како тоа ќе се одрази врз Северна Македонија, реакции и мислење. Женската фудбалска репрезентација на САД стана светски шампион. Фудбалерките поканети на победничка парада низ Њујорк. 3 години откако Британија изгласа да излезе од ЕУ. Земјата и натаму е во Унијата. Брекзит е неизвесен. Анализите не се позитивни. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Конзервативецот Киријакос Мицотакис ја презеде власта во Грција. Во парламентот ќе има апсолутно мнозинство, а за грците вети подобра иднина. Но дали и како оваа промена на власта ќе се одрази врз Северна Македонија и врз Преспанскиот договор? Владимир Мирчевски јавува од Скопје. Тоа што Киријакос Мицотакис го наследи Алексис Ципрас на премиерската позиција, а Нова демократија ја замени Сириза како владеачка партија, не значи дека Преспанскиот договор е под закана, коментира дел од експертската јавност во Скопје. Сепак очекувани се можни исклучења по смената на левичерот Ципрас со десничерот Мицотакис, кој дел од победата ја должи и на критиките дека претходната влада во Атина со договорот од Преспа премногу одстапила од грчките национални интереси. Не очекувам големи поместувања или торпедирање на Преспа персе, но она што го очекуваме дека ќе има некакви искричења во односите, затоа што ние скоро напишавме еден документ за јавни политики со колега од Грција, каде што Преспа објаснивме како објаснивме и тврдевме дека голем дел од одредбите во Преспанскиот договор се креативно двосмислени, каде што не можеле нашата држава и Грција, нели, Македонија и Грција се договорат конкретно за одредени работи, ги оставиле така да можат да се толкуваат на различни начини. Денеска со Мицотакис телефонски разговарал македонскиот премиер кој му честитал на победата. Според кабинетот на Заев, тој ги потврдил позициите дека Грција е стратешки партнер на Северна Македонија со кој се гради трајно пријателство и изразил благодарност за поддршката што земјава ја добива од Грција за членството во НАТО и за почетокот на преговорите со Европската унија. Иако го критикуваше, Мицотакис и високи функционери на неговата партија во последните јавни настапи повторуваа дека договорот од Преспа не може еднострано да се отврли, што укажува на тоа дека Нова демократија нема да ја чепка историската спогодба која стави крај на деценискиот спор зимето. Прашањето е дали и колку тој ќе биде конструктивен во односите со земјава. Конструктивноста што ја добивме, нели, од страна на Ципрас, кој стави голем влог во целата работа, не можеме да очекуваме од друга политичка елита. Мислам дека со овие избори Сириза станува втората страна на медалата на двопартизмот во Грција, така што на некој начин и он е победник. Релациите меѓу Атина и Скопје во голем дел ќе зависат од тоа кој ќе седне на министерското место во надворешни работи. Од листата како најсериозни кандидати грчките медиуми ги издвојуваат Маргаритис Хинас и Никос Дендиас. Едниот долги години извршува разни функции во институциите на Унијата, додека другиот е долгогодишен член на Нова демократија со министерски стаж во претходните влади. Клучно е дека и двајцата важат за умерени политичари. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Дел од реакциите дојдоа и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Од партијата соопштија дека не ја исклучуваат можноста да разговараат со Мицотакис за ревизија на договорот од Преспа. Сега одиме со другите вести. Фаворитките САД ги поразија фудбалерките од Холандија со 2-0 во финалето на светското првенство во Франција. Ова е четврта титула за националната репрезентација на САД. Американките претходно поразија 4 европски селекции – Шведска, Шпанија, Франција и Англија. Градоначалникот на Њујорк, Бил де Бласио, ги покани светските шампионки на свечена парада во метрополата во среда. Од Вашингтон, американскиот претседател Доналд Трамп преку Твитер им честиташе на успехот. Честитки на победата во финалето. Америка е горда на вас. Иако имаат постигнато многу поголем успех од машката репрезентација, тие се платени околу $30,000 помалку годишно споредено со фудбалерите од САД. Иран ги надминал дозволените граници за збогатување на ураниумот, а кои бе одредени со договорот од 2015 година. Според Иранската агенција за нуклеарна енергија, збогатувањето со ураниум достигнало 5%, што е надминување на границата од 3,67% одредена со договорот за нуклеарно ограничување. Иран веќе го надминал и лимитот на резерви од збогатен ураниум. Кина ја обвини Велика Британија за отворено мешање откако Лондон ги поддржа антивладините протести во Хонг Конг.
Подржувачите на демонстрантите пак ја повикуваат Британија да се вклучи повеќе. Хенри Риджвел јавува. Знамето на Обединетото кралство е символ на продемократските демонстрации во Хонг-Конг. Одбележувањето 22 години од преминувањето од британско под кинеско владење годинава е засенето со насилни протести. Демонстрациите беа потикнати од обид насилно да се донесе закон за екстрадиција со кој се дозволува на осомничените во Хонг-Конг да им се суди во Кина. Британскиот министер за надворешни работи Джереми Хант предупреди дека таквиот закон ќе го прекрши договорот. Обединетото кралство потпиша меѓународен обврзувачки договор во 1984 година, кој ги штити основните слободи на граѓаните на Хонг-Конг. Ќе има сериозни последици ако тој обврзувачки правен договор не се почитува. Кина возврати жестоко. Нереално е Обединетото кралство да се нарекува заштитник на Хонг-Конг. Во времето на британската колонијална ера, граѓаните на Хонг-Конг немаа право да протестираат. Аналитичарот Стив Сенк вели дека ќе има големи импликации врз Пекинг. Главното прашање овде е како Кина се справува со меѓународните договори. Промената на владењето во 1977 беше последен повик за Британската империја. Британскиот гувернер на Хонг-Конг во тоа време, Крис Патен, сака Лондон да направи повеќе. Треба да имаме чувство за обврските кон граѓаните на Хонг-Конг. Тоа значи да зборуваме за ова што се случува. Пекинг вели дека протестите се внатрешно прашање, дека какви било надворешни напори за мешање се предодредени на неуспех. Британија има уште еден сериозен проблем – Брекзит. Поминаа 3 години откако земјата гласеше за излез од Европската Унија. Прашање е дали и кога ќе се реализира планот за напуштање на европското семејство. Хенри Риджвел има повеќе. 3 години, 2 оставки од 2 премиера. Забавена економија, поделено општество и натаму неизвестност кога и дали ќе се случи Брекзит. Британија е во хаос, а диагнозите не се добри. Најважна импликација е фактот дека Брекзит се развлече толку долго и апсолутно уништување на вербата во политиката. Кој може да ја врати до вербата? Таква задача ќе има еден од двајцата главни претенденти во трката за лидер на конзервативната партија и еден премиер на Британија. За фаворит важи поранешниот шеф на дипломатијата Борис Џонсон. Без влакна на јазик, харизматичен, велат подржувачите. Неискрен и дволичен за критичарите. Џонсон вели дека е време за одлучен став кон Европската Унија. Британија ќе излезе од Унијата на 31 октомври, вели тој. Пријателите и партнерите треба да разберат колку сме сериозни. Треба да го отфрлиме дефитизмот, негативноста што виси над нас како црн облак, да се подготвиме за Брекзит, со или без договор. Џонсон вели дека спогодбата за излез од Европската Унија што ја преговараше Тереза Меј со Брисел е мртва и Европската Унија мора да ги реотвори преговорите. Тој тврди дека главниот проблем како да се избегне физичката граница со Северна Ирска може да се избегне со помош на технологијата, иако не понуди детали. Ривалот на Борис Џонсон, актуелниот шеф на дипломатијата Джереми Хант, отиде уште чекор понатаму. Политичкиот ризик да не се случи Брекзит е многу полош од економскиот ризик или да не биде постигнат било каков договор. Јас би излегол од ЕУ со таква ситуација. Реакцијата од Европа е жестока. Спогодбата за условите за Брекзит не е тема за повторно преговарање. 160.000 членови на конзервативната партија ширум Британија ќе го изберат следниот лидер и премиер со гласање преку пошта. Резултатите се очекуваат по 22 јули. Критичарите предупредуваат дека тоа не е демократски. Кој да победи, конзервативците немаат мнозинство во парламентот. Индикација дека политичкиот хаос во Британија нема лесно да се смири. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам за вниманието, бидете со нас и утре. Пријатно.